Добро вечер, македонци! Горе главата! Македонци, спремајте се! Дојде време да плаќаме вереси од последниве 30 години лошо и наивно живење. Дојде време македонско! Ке не биде и не само тоа! Ке покажеме на целиот свет дека тука во Македонија, болдирана Македонија, секогаш се раѓала, а и денес се роди голема идеја. Да, глобалистите и неолибералите токму во нашата мала Македонија ке си ги искршат нивните алчни политики. Полска веќе врие, Чешка врие, Унгарија, сите суверени и свесни европски народи го дигнаа својот глас, јасно покажувајќи на глобалистиве дека не се откажуваат од себе си во корист на туѓи глобални корпорацијски проекти кои се продаваат како европски. Глобалната измама што се обидува да не инсталираат во Македонија на нас македонците, да го избришат народот, нема да им успее. 100 години европските народи меѓусебно се убиваат се до Вестфалскиот мир, до Вестфалскиот договор, кога суверенизмот се роди како единствено можно решение за мир и прогрес на европските народи. Најдолгиот период на мир Европа го имала благодарение на почитување на суверенизмот на сите европски народи, па и на нашиот, на македонскиот. Поставување на евроатлантската интеграција како догма, како ултиматум на сите нас не става во подредена позиција. Овие измамнички, глобалистички, глобалистички интеграции го преселија проблемот од Обединети нации во Брисел, во некакво политичко тело кое не е бирано, не е гласано. Хан и Могерини не се легални, легитимни, не се бирани. Тие се исто така октруирани, поставени како Зоран Заев. Со оваа преселба од Обединети нации во Брисел ги укинаа двете темелни права на секој народ. Правото на име и недискриминација. Сите три договори, и грчкиот, и бугарскиот, и албанскиот, се чистокрвни агресии на нивните државни доктрини наспроти нашата држава. Наспроти јасно. Не само што не оспоруваат, тие три душмански договори поставуваат и нови, нивни тези, кои сакаат да ги врадат во нашата држава, во нашиот систем, во нашата Република Македонија. Со овие три договори Македонија станува хибрид на нивниот компромис. Со овие три договори Македонија сакаат да стане денационализирана територија. Македонизмот започнал токму затоа, како политичка идеологија која ги решава овие комшиски противречија. Ова комшиска алчност и агресија, комшиските агресивни национализми го потврдуваат македонизмот како единствена идеологија која ги анулира, ги поништува вековните комшиски агресивни национализми. Без македонизмот не може Балканот да постои, не може да функционира. Без македонизмот Балканот нема решение, ќе има само војни. Токму затоа македонизмот креира држава, за да ги анулира сите тие агресивни противречија. Држава на македонскиот народ на собствена територија и самопроување. Македонскиот народ е суверенот на суверенитетот на Република Македонија. Македонскиот народ е чуварот на мирот на Балканот. Но очигледно англосаксонскиот хегемон бара европска војна, бара конфликт, бара деструкција, па затоа почнаа со демонтирање на македонизмот, без кој нема мир на Балканот. Затоа нашата мала Македонија стана важна за глобалистите,
за сите глобалистички алатки какви се ЕУ и НАТО. Затоа дури оној Шешел јавно се извини, затоа што за прв пат ја виде големината на македонскиот народ. Путин треба да му изгради споменик на Заев во Москва, затоа што не постои поглупав американец од Зоран Заев, не постои друг. Не постои друг кој вака брутално, неписмено спроведува глобалистички интереси во Македонија. Клучот е и секогаш бил во Македонија. Баталете све, баталете Вашингтон, Москва, клучот е во Македонија. Нашиот македонски национализам е дефанзивен. Нашиот национализам е делување за одбрана од диктатури, внатрешни или надворешни, а во секој случај од двете, затоа што Заев е инсталиран од надвор. Македонскиот, нашиот национализам не е расистички, ниту шовинистички, туку е во контекст на суверенизмот, а со тоа и на македонизмот. Национализмот кај нас значи волја на народ, владење на народ, обратно од владењето на еден човек кој е инсталиран од надвор, владење на квислингот, наметнат инструмент на кого му е дадена позиција на диктатура. Зоран Заев е најголемиот предавник што ова мајка Македонија родила. Национализмот е единственото оружје против сите видови на диктатури, па и ова нашава глобалистичка диктатура. Нема кој друг да се бори, јас, вие, сите ние македонците, како мнозински народ, имаме обврска да ја срушиме оваа неолиберална диктатура. Имаме обврска да го наметнеме македонизмот како државно уредување да се стави крај на ова претварање на нашата Македонија во денационализирана територија. Македонското свето тројство секогаш се буди кога условите го бараат тоа. Така се роди ВМРО, така се роди НОП и АСНОМ, така денес, овде и сега се буди и се ствара нашето свето тројство. Го создава овој народен фронт против глобалистичкава диктатура. Денес, 18 ноември, тука пред парламентот, нелегитимниот, уценетиот, ненародниот, врховистичкиот парламент, кога е роден Мисирков, исправен е македонскиот народ, единствен и спремен да го одбрани своето македонското. Нашето свето тројство, суверенизам, национализам, македонизам представува едно нешто, ја представува слободна, суверена република Македонија. Благодарам, браќи и сестри.